9 дена по завршување на првиот круг на претседателските избори, на кои според Државната изборна комисија, на повеќе места се појавиле вишок избирачки липчиња за пешаниот број на гласачи. Јавното обвинителство се уште молчи. Алфа се обиде да добие одговор дали воопшто е покрената постапка за овие изборни нерегуларности, но од обвинителството не одговори на нашите повици. Во јавноста се наметнува прашањето дали претседателските избори се реплика на референдумот. Државната изборна комисија го поништи гласањето на 7 избирачки места по првиот круг гласање на претседателските избори. На минато неделната јавна седница, членовите на ДИК констатираа повреда на избирачкиот процес на 2 изборни места во Кавадарци и по едно во Куманово, во Охрид, во скопските општини Аеродром и Центар и едно во општина Кичево. Најспорно беше гласачкото место во Зајас, каде во период од 15 до 17 часот гласале 297 гласачи или според статистиката на секој 24 секунди, образложи подносителот на преговорот. Четвртото броење покажа дека ново избирачко место во Зајас гласале 416 лица, но во избирачкиот список биле пријавени 412 лица, пошто беше поништено гласањето на ова место. За да не се измачуваме со пресметки, ова значи дека во терминот од 15 до 17 часот ново избирачко место гласале 297 избирачи или просечно еден избирач гласал за неверојатни 24 секунди. Дали е тоа возможно или не, оставаме да утврди Државната изборна комисија, но според подносителот на приговорот очигледно е дека станува збор за скандинавски избори, ама пропратени со балкански турбофолк, што во превод би значило дека најверојатно станува збор за полнење на гласачки кутии. Гласањето е поништено поради тоа што во гласачките кутии имало повеќе гласачки липчиња отколку запишани гласачи. Од обвинителството се уште нема никаква информација ни за брзото гласање на референдумот, каде според обвинувањето на опозицијата се гласало на 2,5 секунди по гласач. Имаме документирани докази доставени до обвинителството. Денеска никој не постапува по тоа. Нема ни предистрага. За сите докази со неправилности кои ги поднесовме до јавното обвинителство никој не повика. Но ние важно одиме напред, блескаме во светот. Како блескаме во светот? Со овие гласачиве со 2,4 секунди? Документиравме, поднесовме, до ден денеска нема никаква истрага, предистрага, не знам, никој да не информира. Во неколку наврати апелиравме дека не е добро со овие работи да се прави компромис. Тишина и молк. Останува отворено прашањето дали и кога обвинителството ќе отвори истраги за вишокот избирачки липчиња. Дали биле фалсификат, како биле ставени во кутиите и кој стои за тоа.